почитувана председателка, почитувани колеги и колешки пратеници, предлагачи. Најверојатно да треба да му објаснам на некој најшколски како изгледа хипокризија, тоа би било овој амандман. Зашто го велам тоа? Заради тоа што, внимавајте, Социјалдемократскиот сојуз поднесува амандман за зголемување на трансферот на средства до заштитните друштва, а токму Социјалдемократскиот сојуз, кој што 7 години беше на власт, во 2023 година подготви закон со кој што сакаше да го намали, односно да ги укине поволностите токму на овие заштитни друштва. И најверојатно со причина тука, последна подпишаната господјата Јованка Тренчевска, не е овдека да говори на овој амандман. Туку говори колешката. Зашто овој закон не беше донесен? Заради реакцијата на заштитните лица, односно заштитните друштва и лицата со попречености. Тоа е хипокризија. Тоа е хипокризија. Видете, 7 години власт, 7 години го имавте портфолиото за труд и социјална политика. Сега со реорганизација, ова преоѓа во Министерството за економија и труд. Меѓутоа, 7 години покажавте класична негрижа кон ова група на наши сограѓани и затоа секогаш апелирам да бидеме многу внимателни и да не ја политизираме темата. Да појдеме со аргументи како вие демонстриравте негрижа, но денеска после само 5 години сакате да говорите за социјална правда. И јас сум за социјална правда. Меѓутоа вие имавте време точно 7 години. 7 години имавте министерки. Министерката Мила Царовска, Јагода Шапкаска, Јованка Тренчевска, која што денеска не е тука да говори за амандманот. Во 2023 кажав, сакавте да ги укинете поволностите за овие заштитни друштва. Благодарение на реакцијата токму од нив, впрочем, и не се донесе овој закон. Замислете, вашата министерка Царовска во 2019 година го укина правото на лицата со попреченост за над 65 години да користат инвалидска количка. Законот буквално беше дискриминаторски и со такво законско решение го ограничи правото за користење на инвалидска количка до 65 години. До 65 години. Негрижа, дискриминација, неверојатно, од најголем размер. Замислете, им го укинавте правото да ја користат инвалидската количка. И сега, имаше и уште еден поголем преседан, каде што 7 години бевте власт, апсолутно не се сетивте никако како да ги унапредите правата на лицата со попреченост, меѓутоа затоа ние како пратеничка група токму пред една година, односно во 2022 декември месец, предложивме закон со кој што побаравме да обезбедиме лична асистенција на лицата со попреченост. Тој закон се донесе благодарение на иницијативата на пратеничката група на ВМРО ДПМН. И на крај, бидејќи апелирам да не се политизира темата и да бидеме многу внимателни. Дури и кога сте направиле ваков привид и сте заборавиле за вашата негрижа во 2023 година, заменик министерот за финансии веќе објасни дека ние со конкретни чекори ќе продолжиме во периодот кој што престои да ги апсолутно да работиме на да се зголемат средствата кои што се наменети токму за овие заштитни друштва и за лицата со попреченост. Впрочем, да ве потсетам дека во 2012 токму владата на ВМРО ДПМН беше првата влада која што донесе законско решение да се обезбеди паричен надоместок на лицата со попреченост. Внимавајте, се обезбеди паричен надоместок од 7.000 денари во услови кога минималната плата беше 8.000 денари. Ве прашувам, дали знаете сега колку е паричниот надоместок и колку е минималната плата? Затоа велам, ние со конкретни мерки ќе продолжиме да даваме поддршка на заштитните друштва, на лицата со попречености, но ве замолувам да не се политизира темата и да не се злоупотребуваат во вакви амандмани каде што претходно вие конкретно сте покажале дека сте ги заборавиле. Ви благодарам.
Благодарам.